Добре дојде во Магична сцена за Ана Дурловски. Ана, добре ни дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Сега набрзо ќе има еден концерт предновогодишен или новогодишен, како да го кажеме, со Игор и со Ана во опера и балет, и тоа ќе имаат два термини. Да. Околу 16 негде се 16 и 17 како бе? 16 и 17, да. Првично беше планиран за 17. За 17, така. Да, и на наше големо задоволство, интересот беше голем. Така да единствениот слободен термин кој што можеше да се добие додатно беше 16. Вториот концерт еден ден порано. Да. И тој се распродаде. Во секој случај нема слободно, нема термин. Ке има други прилики, ке можеме да се одолжиме на тие на кои што им останавме должни. Навистина многу ве сакаат, публиката мислам дека е залюбена во вас како пар, како двојка, иако нормално секој од вас сте си солисти кои што се врни на светско ниво. Да, па ние всушност многу ретко настапуваме заедно. Се случува така да имаме допирни точки пропратно во текот на кариерата, но генерално кариерите ги градевме самостојно и одвоено. Патиштата ретко кога ни се спојува на сцена, но секогаш е посебно задоволство и, да речем, посебна енергија меѓу нас двајцата владе кога сме заедно на сцена. Игоре од Битола, ти си ни битолска сна, некако? Да, битолска сна. Јас горда. По мајка и татко сум битолчанец, па со Игор сигурно, ако прокопаме подалеку ќе се најдеме роднини, затоа што биле, не знам, 71 први братучеви, така нешто. Од кога почна да пееш, од кога се роди? Почна да пееш или како дојде таа желба кај тебе? Не знам, јас секогаш сакав да пеам, се сеќам уште во градинка дека додека другите спиеа и нели беше задолжително спиење, имаше неколку, меѓу кои јас, кои што беа задолжени за забавниот дел. И се сеќам дека се качав на тие столчињата и држав мали концерти. Точно за репертоарот не можам да се сетам, но во секој случај Кармен како представа на многу мала возраст ја гледав заедно со моите родители и така ми остана во сеќавање и ме инспирираше да ги имитирам тие оперски пејачки. И подоцна се запишав во Нижо музичко училиште, одев на Златно Славеќе, долги години потоа бев дел од хорчето, на секое надпреварување што беше врзано за пеење ме имаше на листата, така да секогаш се пронаоѓав таму и едноставно процветував кога ќе имав можност да запеам нешто. Значи, тоа се беше во гените, сакаш да кажеш, како некако... Па не знам, во гените, дали, мислам, јас потекнувам од семејство кое што нема допирни точки со музиката, но велат дека сум имала некоја баба која што многу убаво пеела, или прабаба која што многу убаво пеела, така да во гените сигурно стои, но јас велам во уметничкиот порив, тоа е нешто со што човек се раѓа. Мислам дека не може да се наметне. Тоа е едноставно како исконски, како вулкан тлее во вас и кога ќе имате можност, тоа е тој уметнички момент кога ќе исплива на виделина. Вулканот кога ќе еруптира. Така, кога ќе еруптира и тука нема престанување. Колку е важно да се работи на гласот? Затоа што возглавното орудие ви е гласот. Сигурно и физички треба да изгледате, посебно во денешно време, се бара, некако публиката бара оперската пејачка или оперскиот пејач да е згоден, да е убав, да е убаво облечен. Освен гласот, барат уште многу други пропратни, понебитни, но многу битни работи. Добро, сега во ова време се гледа низ призма на продукт, на нешто што може да се продаде. И секако и дека и амбалажата треба да биде соодветна. Конкуренцијата е многу голема. Простор е оставен, кога ќе споредите со едни други времења, кога тие легенди на оперското пеење делува, во прв план беше секогаш
гласот и пеењето и умешноста за пеење, техниката на пеење и воопшто музичкиот израз. Сега може би заради поголемата продукција или заради тоа што маркетиншки треба исто добро да се покрие, не сме ни единствената забава што се нуди, мораме да бидеме конкурентни на пазарот и да да кажам, соодветно да бидеме симпатични барем во најмала рака и визуелно за публиката. Да, на пењето многу треба, на гласот многу треба да се работи. Секогаш иницијалната точка е талентот и таа младост и енергијата што се добива во младоста. Во младоста можете се да отпеете, но како што поменува, нели, времето и воопшто задачите што ви се на патот ставени и се начин единствено на кој што може да се изградите со макотрпна, ќе кажам, работа. Да. Што не смееш да јадиш, да пиеш, што не смееш да правиш, кои се ритуалите твои? Би кажала дека со текот на времето ми се имаат менувано ритуалите, баш заради тоа што организмот е еден кога имате 20 години, сега години подоцна, поинаку реагирам и на одредена храна. Генерално пеачите имаат најголем дел проблем со желудникот, заради тоа што целата мускулатура е поврзана со абдоминалниот дел и некогаш не успеваме желудечната киселина да се оставиме на тоа место каде што треба и многу пеачи патат од рефлукс, кој што е погубен за гласилките. Секој мора да го најде својот начин да избегне одредена храна која што предизвикува зголемена продукција на желудечната киселина и еден умерен живот. За се има време после представа да се прави, така да пред представа, пред настап треба да сме навистина дисциплинирани и да се познаваме, да си го познаваме инструментот и да знаеме за секој индивидуално е различно. Обично викаат цигарите се најлоши и газираните пијалаци. Пак ќе кажам умерено, јас морам да признам, тоа ми е многу голем грев. Има денови кога знам да запалам цигара и тоа го правам можеби од бунтовништво или... Еве, можем и да пушам и гласот да ми е супер. Не во тој смисол, туку баш заради сите тие откажувања што ги имаме во периодите кога е интензивна работа, имам чувство дека правам нешто за мојата слобода. Так. Иако сум свесна и знам дека навистина е многу лошо, но секогаш сметам дека во животот треба да има еден вентил каде што можеме да направиме надвор нешто од притисоците што ги имаме во секојдневниот живот или барем во поголемиот дел од годината. И мораме да си дозволиме некои работи кои што се забранети условно, за да можеме да продолжиме понатаму, да не пукнеме, така да кажам. Како преоѓате вие или каков е тој период од пеење мецо-сопранско па да преминеш во сопранско или кои арии ти се потешки да ги испееш па не можеш да ги испееш пошто ти е ниска, твојот глас е за повисок. Како оди таа распределба на гласовните можности? Добро, во раната младост тука е уште неблагодарно да се конкретизира нешто. Има навистина треба да се почека цела мутација да заврши каде ќе се развие гласот понатаму. Тоа што сметам дека е многу битно е да не се упропасти природата. Значи да на сите млади пејачи, би кажала млади, тоа се уште немутирани деца или во текот на мутацијата, едноставно да се подкрепи таа природа, да не се оди во пребрзо старење и затемнување на гласот, бидејќи кон тоа се тежне многу често и на тој начин се губи таа првична убавина
Нешто се прави нешто што е вештачко и кое што е неодржливо на долги стази. И понатаму со текот се работи на технички вежби од да речеме опсегот што го има младиот пејач, се прави екстензија на тој ранг на вокални можности што ги има и во зависност од тоа сега ние тоа стручно ги кажуваме дека се тие некои премини од регистар во регистар, тоа треба да се изработи за да може да се изедначи гласот. И обично тие се и показател на тоа во кој правец ќе се движи гласот, дали ќе биде подлабок глас или ќе биде повисок глас. Има кариери кои што започнуваат навистина професионално како сопрани, а потоа заменуваат во мецосопранскиот фах. Има и обратни ситуации кога во текот на кариерата или да речеме во некој зенит се прават големи промени во фах. Така да тоа едноставно ние имаме еден жив инструмент кој што е подложен на секакви влијанија и во зависност од тоа како го употребуваме и нормално што ни носи животот. Зборам сега и од медицински аспект гледано, хормоните се многу голем влијајник на гласот, така да ќе во зависност од сето тоа таму и се развиваат гласовите. Колку е лесно еден оперски пејач да навлезе во фалш пеење? Многу е лесно. Многу е лесно. Гледам опера Кармен конкретно, гостување од Белград. Женава беше во фалш, да не речем 50% од представата. Јас се чудев, викам, како е можно, дали не се слуша, што е проблемот? Еве да предпоставиме дека е така. Проблемот е кај пејачите дека многу често се случуваат големи промени за кратко време. И не секогаш можете да гарантирате за квалитетот на еден пејач. Обично нашите договори се прават години однапред. Во таа една година може да се случат многу промени, да, може да се случат некои технички потешкоти кои што во дадениот момент не се совладале. Првично би кажала, некогаш постои акустички проблем да имате контакт со оркестарот, но ако тоа било случај, тоа што ми го објаснивте во текот на целата представа, тогаш не се работи за тој акустички проблем, туку веројатно за некој технички проблем. Ние всушност многу поинаку се слушаме внатре во главата, отколку што е вистинскиот звук надвор. Колку што повеќе се слушаме внатре, толку гласот е помалку ставен во резонантните простори и толку помалку патува низ просторот, туку останува внатре и не заглушува. И во тој момент тоа е технички погрешно и во тој момент се слушаме само самите себе си, немаме
контакт со партнерот, немаме контакт со оркестарот и тука тука настанува проблемот и предпоставувам дека се работело за такво нешто. Лошо е да го гледаш и да го слушаш тоа. Навистина, кога одиме во опера, очекуваме пеачите да се, не знам, она баш маестрални. Да. Па добро, имате категории на пеачи, не секој треба да го знае своето место, но и на вистина како публика човек очекува дека ќе отиде на представа каде што ќе ужива, а нема да се мачи, да кажам, кај нас јас како професионалец би се мачела уште повеќе заради тоа што би ми било криво, би знала дека како би било мене да ми се случува такво нешто во моментот, многу поинтензивно би го доживеала тоа. Така да сум среќна што не сум присуствувала на таа. И јас сум среќна што никош да не ти се случи тоа. Кога прв пат излезе од Македонија? Веднаш после моето дипломирање се пресели во Виена и иницијатор беше практично Игор. Тој доби 15 представи во Виенската камерна опера преку една аудиција која што се случи тука во Скопје. Случајно беше дојден директорот на камерната опера, диригираше Риголето, ако не се лажам, и направи интерна аудиција и Игор го покани да биде дел од проектите на камерна опера. И јас отидов таму да го гледам. Поддршка, да, после мојата дипломска работа. Отидов и се влюбив во градот и двајцата се влюбивме во градот и во можностите што се нудат. Тоа еден центар, епицентар на оперското пеење и на сите се што му е потребно на еден оперски пејач е таму. И одлучивме таму да останеме. И подоцна се усовршувавме во оперското студио на Оливера Милјаковиќ. И тука практично се надградивме и станавме конкурентни за тој пазар и успеавме. Мојот прв ангажман е да кажам професионален во Германија беше во Мајнц, но претходно имав Балканот секогаш го прескокнувам, но многу убава соработка со Загребската оперска куќа и во Осијек и во Сплит, во Сараево. Долги години бев таму присутна пред да се случи Германија. Така да, пак би рекла, постепено ги распевав, да, просторите на кои што делував. Затоа и викаат дека имате два дома, еден вие во Австрија, една вие во Македонија со Игор. Па повеќе домови станаха меѓу време, да. Имаш кажано дека во Шпанија ти е многу во Мадрид. Да, таму работев 3 проекти. Севилски берберин, Волшебната флейта и Хофманови приказни, ама во различни сезони. Ана, како ве покануваат? Одите на аудиција или знаат претходно дека сте настапувале во Виена, па ве канат? Првично се оди преку аудиции, додека сте уште млади, не е етаблиран. Нормално дека аудициите се единствен начин на правење филтер на пејачите, но подоцна кога ќе се докажете, едноставно ве викаат самите диригенти или самите режисери имаат желба да работат со вас или да направат еден нов проект или ново читање на оперско дело. Така да во тоа време мислам дека Кристијан Комбрла ме покани и за Севилски берберин и за Хофманови приказни. А Волшебната флейта беше практично надоврзување на тие ангажмани. Секој наш настап е наш печат, оставаме и впечаток оставаме на крајот на криштата. А доколку луѓето кои што се од тој организационен одбор или диригентот или режисерот се задоволни од вас како уметник, секогаш се вратите отворени и доаѓаат покани, не мора да е следната сезона, можеби за 5 сезони, но
ете тој наш свет е, иако вака изгледа големо, сепак мал заради тоа што со тек на време навистина се познаваме сите и со овие можности сега што се нудат преку социјални мрежи, секогаш сте во тек со работата на одредени колеги, знаете каде се наоѓаат. И се среќаваме, секогаш се среќаваме, ако не во овој театар, на некој друг проект, така да е навистина многу мал светот и што се однесува до работата во Мадрид е посебно пријатна заради тоа што особено ако доаѓате од Германија, каде што е навистина се подлежи на таа страшна дисциплина, која што јас многу ја сакам и ја почитувам во работата. Тука е посончево, има подобра храна. Так. Луѓето се попријатни. Да, добро, луѓето се секогаш измешани интернационални екипи се секогаш во прашање, но самиот град е нешто посебно и затоа кога рековте дека ќе одите во Мадрид, баш ми дојде пријатно на срце. Колку време остана во Мадрид? Оперска куќа всушност работи на стаџоне начин. Тоа значи дека нема постојан хор вработен, има само оркестар и нема постојан ансамбл. И од таа причина се планираат представите така да во еден здив помине се. Значи имате 6 недели интензивни подготовки, проби и потоа еден месец секој втор ден има представа од истиот наслов. И тука завршува приказната. Така да еден ангажман е од прилика 2,5 до 3 месеци. Толкава е престојат. Зошто кај нас не може да се направи тој модел да се преслика? Јас исто во Лондон кога бев имаше представи кои што играат 2 месеци или месец дена и завршува. Тоа толку нема повеќе реприза на тие представи. Зошто кај нас играте една представа во мај, па следната ќе биде во јули, па следната во септември? Да. Ние имаме ансамбл. Имаме ансамбл кој што е на работен ангажман, практично сите солисти се вработени во Македонската опера и балет, и оркестарот, и хорот. Така да ние секогаш стоиме на располагање. Помалку имаме колеги кои што гостуваат, па да треба според нив да се прилагодиме, да речеме дека во тој период се слободни, па ќе дадеме 5 представи. Имаме одврзани раце, немаме продукција толкова колку што би било потребно за нас како пејачи, како уметници, но тука се најчесто е проблемот дека имаме еден систем каде што е се врзано за правилници за работа, точно одредени термини, колку термини може да има оркестарот, колку термини може да има хорот и од тој аспект многу не кочи. Да е продукцијата да е поголема и да имаме почесто и да имате повеќе представи. Представи, да. Да, за разлика од театрите кои што си имаат сигурно по 3, 4 и 5 во неделата, кај вас е тоа проречено. Да. Тука се и балетските представи и оперските представи, но ретко кога гледаме во еден месец да има, да речем, 5 представи оперски. Верувам дека може да се подобри сето тоа и се надевам дека ќе се случи, но пак ќе кажам ограничени сме во тој поглед. Сепак е неблагодарно и да се споредуваме со театри кои што имаат, да речеме, 2 постави на оркестар. Ние имаме само една постава на оркестар, така да имате едноставно поголем механизам, поголем апарат за работа и можете да ги менувате. Кај нас најголем проблем е, предпоставувам, тој дел да може да се изменаџира. Но верувам дека постои простор за повеќе представи и се надам дека тоа ќе се случи.
Игоров Игор каде? Игор е во Корунја. Да, има Пелеас и Мелисанда, премиера. Таму не сум била, а ќе сакав да отидам, барем да присуствам на неговиот настап, но ете, обврските што ги имаме пропратно мимо професионалниот живот, не ми дозволуваат, но верувам дека ќе има прилика. Да кажеме уште еднаш за концертот, што спремате, што ќе слушнеме на 16 и на 17? Така, тоа е всушност наш концерт со кој што ние ги заокружуваме тие 25 години или ги прославуваме од нашето деби. И тука размислувавме што би било убаво, тоа што нас не врзува на вистина е Македонија и музиката. И се решивме на обработка на македонски изворни, љубовни песни. Еден дел веќе ги имавме изведувано, тоа беше практично беа и во Музик Ферајн, сега кога бевме со Македонската филхармонија, беше дел од програмот, во аранжман на Сони Петровски. Навистина прекрасно, иако ние не сме баш компатибилни како гласови за дуети, тој навистина успеа да направи еден многу убав спој. Така една да споделиме емоции, љубов, сето тоа што не пратеше во овие 25 години, една интимност, нешто што ќе биде блиско до секој од нас, да не е тоа некоја елитистичка, бидејќи сметам дека навистина треба да ја приближиме што повеќе можеме, барем во нашава средина, заради тоа што некој пат во уметноста не кочат и економските проблеми. Ние би сакале да дадеме можност, и сметам дека треба да дадеме можност на секој еден љубител да може да биде дел од настапите на класичната музика воопшто. Наследниците, Ана? Имаше еден диригент, Јануш Пшибилски, не знам дали се сеќавате на него. Во еден разговаравме за фамилијата негова и тој рече дека сопругата му е балерина и дека има син, и јас велам и тој е музичар, и тој ми вели не, тој е нормален. Така да јас имам 3 нормални деца. 3 нормални. Сега се нормални. Сега да. Тие се навистина многу талентирани. Тоа го има, покажано додека беа мали, имаат една основна музичка култура, да речем. Но никогаш не пројавија толков интерес за интензивно да се занимаваат со музиката. И сметам дека за тој вулкан што разговаравме на почеток,
кога ќе се има прилика, тој избувнува. Кај нив, кога се имаше прилика, не избувна, така да Колку тоа ми е годишни се? показател. Големиот е 17 години, а близнаците се 15 годишни. Така да сега се во пубертет. Вулканите им се таму негде. Вулканите им се на друго место. Да. И така е и добро. Јас сум среќна дека се здрави деца, дека се добри деца и сигурна сум дека ќе си го најдат својот пат мимо музиката. Сме се среќавале многу често на театарски представи. Ги гледаш сите театарски представи и оперски представи што се во Скопје? Кога сум во можност, да. Многу често пропуштам работи бидејќи не сум физички во Македонија или некои обврски кои што ме спречуваат, зборам сега од приватен карактер, но навистина на се што ми дозволува времето, одам и пратам колку што можам, но гледам да биде тоа навистина во едни задоволителни количини, барем за себе, ете да кажам. Културата ни е на високо ниво? Како ја оценуваш? Ние имаме многу голем потенцијал. Би сакала да се препознае колку е всушност културата битна за едно општество. Би сакала таа порака од тие чинители кои што се тука за да го организираат сето тоа, да биде посилна кон општеството. А сепак сме врзани за инвестиции во однос на тоа дека ете конкретно оперската уметност е скапа уметност. Театарот е можеби поевтин. Јас многу ми е жал дека морам да зборам низ призма на средствата, на парични средства, но тоа е факт. Би сакала да се створи систем каде што вистинската, квалитетната култура ќе има повеќе простор, да и се едноставно да се створи начин да дојдеме до публика која што во меѓувреме или ја изгубивме или не успеавме да ја изградиме. Навистина е крајно време да се позанимаваме со тоа и да успееме да се избориме со сите премрежја, со сите напади од сите можни страни, зборувам на кич и на шунт кои што не напливаат и да успееме да на следните генерации да ги вдахнеме со една квалитетна уметност. Ти благодарам, Ана, што ни беше денеска гостин во Магична сцена. Знам дека ќе уживаат сите оние што ќе ве слушаме на 16 и на 17 декември. Ги поканувам сите оние кои што не те гледале и тебе, Игор, на сцена да ве гледаат секако, затоа што се работи за два предобри бисери кои што ги имаме ние во Оперската куќа. Ти што постоиш и ти посакувам уште многу вакви убави години и уште многу пати да не радуваш како што си ни правила тоа низ годиниве. Ви благодарам. Секогаш ми е чест да пеам за мојата публика, вклучително на тие што се секогаш со нас и многу често и кои што не пратат веќе 25 години. Фала ти многу. Поздрав.